Ако до крајот на идната недела не се промени законот за работни односи кој предвидува зголемување на работната недела, Македонија ќе плати пенали во износ од 53 милиони евра. Ова може да се заклучи од документите кои опозицијата ги пласираше како дел од договорот подпишан со Бехтел и ЕНКА, каде власта се обврзала да донесе закон по кој работниците ќе работат 12 часа дневно, 5 дена во неделата. Според тврдењата на подпредседателот на ВМРО ДПМН, законските измени морало да се донесат во рок од 45 дена по подпишувањето на договорот, кој се случи на 8 март. Александар Николовски тврди дека владата направила договор на непостоечки закони. Се предпоставува дека условот ќе биде исполнет кој што се однесува на тоа да се дозволи работа од 60 часа неделно за вработено лице. Минимум сума од 53 милиони евра, повторувам, 53 милиони евра, ќе биде додадена на договорот и ќе биде исплатена. Јас оваа сума ја нареков пенали, тие ја нарекоја не биле пенали, биле дополнителни трошоци во договорот. Премиерот Ковачевски не одговори конкретно зошто владата се обврзала на законски измени кога тоа е работа на собранието, односно кој ги овластил консултантите да преговараат договор кој носи низа обврски за законодавната власт, наместо да се изборат за фиксни рокови без да се менуваат законски решенија. Значи за ваков тип на стратешки проекти од национално значење да има 60 часовна работна недела, што значи дека повеќе пари ќе останат во државата. Секој работник кој ќе се согласи доброволно, бидејќи никој нема да биде присилен да работи 60 часа, ќе добие според колективен договор и закон за работни односи платено прекувременна работа и плюс 50% за работа во недела. Најавените законски измени за зголемување на работната недела наидоа на отпор од пратениците, невладините организации и синдикатите. Дебатата во законодавниот дом, која изминатите 2 дена беше тензична, ќе продолжи после великденските празници.